Добар ден, почитувани гледачи, го следите најновото издание на Само вистина. Вечерва за сите актуелни теми во студиото ќе дебатираат двајца аналитичари, господинот Емир Хасановик, добро вечер. Добро вечер, благодарам за поканата. И господинот Благојче Атанасовски, исто така аналитичар, добро вечер и за вас. Добро вечер, благодарам на поканата. Само како една најава за сите кои што не следат во моментот, дека наскоро ќе имаме и вклучување во живо од пресконференцијата на лидерот на СДСМ Венко Филипче, кој што во моментот одржуваат седница на извршниот одбор, па се очекува да соопштат и дел од кандидатите со кои што ќе истрчаат на локалните избори. Како што реков, очекуваме во секој момент, нели, доколку почне пресконференцијата, да имаме информација и да се вклучиме. Во продолжение секако ние ќе дебатираме за сето она што е актуелно. Еве, да, во моментот може и да видиме дека се подготвуваат за почетокот на пресконференцијата, па предлагаме да слушнеме што има да каже Венко Филипче. За донесената одлука на извршниот одбор да се даде согласност за кандидатура за градоначалници на неколку општини од страна на СДСМ. Имено во тие општини завршија внатрепартиските постапки, роковите се завршени во однос на кандидирањето. И оваа согласност понатаму на крајна одлука ќе ја доставиме до Централниот одбор на партијата тогаш кога ќе комплетираме сите општини. Сега попладнево станува збор за 19 општини. Прито дозволите да ги прочитам кандидатите за градоначалници. Некои од нив се веќе споменати во јавноста. За општина Центар, актуелниот градоначалник Горан Герасимовски, за општина Аеродром доктор Александар Трајановски, за општина Ѓорче Петров, председател на општинската организација Костадин Ацевски, за општина Чучер Сандево, актуелниот градоначалник Сашо Комненовиќ, за општина Берово, актуелниот председател на општинската организација Илија Рунтевски, за општина Крива Паланка, актуелниот градоначалник Сашо Митовски, за општина Лозово Ацо Велковски, општина Чешиново Блешево Горанчо Крстев, општина Богданци Блаже Шопов, општина Дојран Ристо Джинев, општина Могила Зоран Ристевски, општина Неготино Петар Мантев, општина Новаци Љубе Кузмановски, општина Росоман Стојанче Николов, актуелниот градоначалник, општина Вевчани, председател на општинската организација Стефан Радиновски, во Крушево актуелниот градоначалник Томе Христовски, во Ресен председател на општинската организација Александар Бузлевски, во Штип исто така председател на општинската организација Павел Иванов и председател на општинската организација во општина Газибаба Владко Митовски. Овие кандидати се избрани врз основа на принципите кои што ги наведовме дека ќе важат за кандидирањето на овие луѓе. Избрани со прилично широк консензус во општинските организации, луѓе кои што имаат и кредибилитет и легитимитет да ја побараат довербата, некои за прв пат, некои повторно, од граѓаните, актуелните градоначалници кои што навистина направија вистинска промена во општините, во Центар, во Крушево, во Крива Паланка, општини и градови кои што стана целосно нови во времето на нивните мандати, и сметам дека се луѓе кои што можат да излезат пред граѓаните и можат слободно да кажеме дека се што ќе ветат ќе биде исполнето согласно програмската наша заложба, која што ќе биде градена врз основа на вредностните принципи. Ви благодарам. Имаше имиња кои што се споменува и за град Скопје, гледа да завршено рокот за внатре-партиски консултации, кои ќе биде кандидатите, зошто се уште не се соопштуваат имињата на останатите? Во сите општински организации активно траат тие процеси, дебатите, анализите. Некаде каде што има кандидирано повеќе кандидати на внатрепартиските процедури, правиме широк консултативен процес со партиските раководства, а меѓутоа и со други категории на граѓани блиски до Социјалдемократскиот сојуз, така да за многу скоро време во следните недели ќе го завршиме процесот во сите општини каде што ќе имаме кандидати за градоначалници. Така, во
партиските општини бидејќи самоустанови и би поддржале кандидатот коалиција? Тоа ќе зависи од тоа како ќе завршат разговорите, меѓутоа има општини во кои разговараме да поддржиме и други кандидати, не само и ексклузивно од Социјалдемократскиот сојуз. Благодарам. Така, еве, можевме да ја слушнеме пресконференцијата на лидерот на СДСМ Венко Филипче. Објави вкупно 19 кандидати со кои што ќе истрчаат на локалните избори на есен. Неколку од нив, како што спомена и сам тој, се актуелни градоначалници, дел се председатели на општинските организации на оваа партија. Па еве да ги прокоментираме оние кои што беа објавени. Меѓу нив не беше објавено ниту името на кандидатот со кој што ќе одат во град Скопје, меѓутоа еве не можевме да слушнеме ниту со кого ќе истрчаат во општина Струмица, би рекла општина која што со години важи за бастион на СДСМ, па како го коментирате сето тоа? Еве господине Хасановиќ, ќе започнам со вас. Па обично избегнувам да ги коментирам овие работи, особено од кадровски аспект, посебно за тоа што станува збор за локални избори. Мислам дека тука треба да биде оставен приматот на локалните заедници, но сепак интересно е што не стана збор за еден Прилеп, не стана збор за една Битола, не стана збор за град Скопје, тоа не стана збор за Карпош. Тоа се исклучително битни општини. Што значи тоа според вас, дека немаат се уште кандидати кои што одговараат за тие општини? Не знам, меѓутоа очигледно е дека се уште математиките се во тек таму, меѓутоа пак ќе речем и ќе се оградам, тоа највеќе зависи од граѓаните во тие локални заедници, но мислам дека тоа потврдува и еден тренд кој што не е само изолиран за Социјалдемократскиот сојуз, не е прашање на одредена политичка партија, туку е прашање на еден амбиент кој што самите граѓани го наметнуваат, а тоа е дека постои еден пад во довербата на концептот на политички партии. Сега се бараат некои атрактивни решенија, како што каже и председателот на Социјалдемократскиот сојуз, луѓе кои што се блиски до Социјалдемократскиот сојуз, односно сега мислам дека конечно удри таа реалност дека политичките партии во таа структура, во таа форма, во начин на своето делување веќе се комплетно препознаени од граѓаните како институции или форми на политичко организирање кои што не нужно одговараат на нивната визија за државата и за тоа како треба нивните потреби да бидат третирани. А сега за конкретни кадровски решенија мислам дека излишно да се зборува, бидејќи мојот став на таа тема мислам дека веќе традиционално е јасен. Добро, Атанасовски, еве како вие ги коментирате и како гледате на тоа што еве се уште не беше објавен кандидат за општина Струмица и најави еве Филипче дека ќе дадат и поддршка на кандидати од други општини, односно надвор од коалицијата на СДСМ. На кого мислите дека ќе се однесува таа поддршка или со кого би коалицирали? Прво, мислам дека крајно време беше председателот на СДСМ да објави дел од кандидатите за градоначалници, бидејќи гледаме дека главната доминантна владеачка политичка партија веќе објави повеќе од 30 на градоначалници, што сакам да кажем дека малку доцни СДСМ од аспект дека е опозицијска партија после катастрофалниот пораз на минатогодишните парламентарни и председателски избори. Од друга страна, ВМРО-ДПМН е политичка партија која освен што има целосната извршна власт и председателот доаѓа од таа политичка партија, е политичка партија која има своји актуелни градоначалници во 42-3 општини, што значи многу повеќе од СДСМ. СДСМ располага со многу помал ростер на актуелни градоначалници. Од тој аспект мислам дека СДСМ требаше многу порано да ги обзнани кандидатите за градоначалници, бидејќи се наоѓа во политичка пат позиција во која би требало многу повеќе време да им биде потребно на тие кандидати за градоначалници да бидат представени, бидејќи, да кажам, власта, односно политичката партија која е на власт, на еден природен или македонски начин би рекол е фаворизирана за локалните избори, бидејќи ги користи инструментите и механизмите за добивање на локалната самоуправа. Поттука ми било малку и чудно што досега СДСМ не објавуваше кандидатури за градоначалници, но еве видовме дека се објавени одредени број на имиња. Во однос на необјавувањето на името на актуелниот градоначалник на општина Струмица Костадин Костадинов, веројатно тука се прават некои комбинаторики или математики, дали би му дале повторна поддршка да истиот тој кандидат биде представник на Социјалдемократскиот сојуз. Не сакам да навлегувам во внатрепартиски шпекулации, информации, дали ќе има поддршката од
да речам, раководството, бидејќи во овој даден контекст и ракурс на политичка конфигурација не сакам да бидам грубо и погрешно сватен од македонската јавност, но општина Струмици и општина Центар се општини кои имаат условно кажано најголема тежина за СДСМ како политичка партија. Велам од аспект да не се навредат граѓаните на општина Валандово, бидејќи нели СДСМ има градоначалник Валандово Тоиран и Богданци, но во однос на големината, да кажам, на структурата на тие општини, Центар и Струмица се најголеми општини или општини со најголем буџет и број на гласачи. Од тој аспект е симптоматично зошто се уште него објавуваат актуелниот градоначалник на Струмица да биде повторен кандидат на СДСМ, како што веќе објавен актуелниот градоначалник на Центар господинот Горан Герасимовски. Од друга страна и веќе прокоментирам дека некои градоначалници од типот да мислам дека не грешам, актуелниот градоначалник на Берово кој доаѓа од редовите на СДСМ не беше споменат дека ќе има повторна кандидатура. Дали тоа е некоја си внатрешна партиска математика при мерење на рейтинзите дека лошо котира меѓу граѓаните или пак самиот не сака да условно кажано како што се вели народски да трча втор последователен мандат, не знам, но тука за мене исто така симптоматично зошто актуелните градоначалници во дадената ситуација во која во СДСМ се наоѓа после минатогодишните парламентарни избори, тоа е еден политички нокдаун. Гледаме колку е тешко оваа политичка партија да се консолидира после таков пораз, да се структурира повторно, да се обедини и мобилизира своето гласачко тело и своето членство, едноставно да се екипира за да стане конкурентна на ВМРО-ДПМН. Гледаме дека одредени актуелни градоначалници Берово и чинам дека на општина Доиран Анго Ангов е актуелниот градоначалник, не беа споменати дека ќе бидат повторно кандидати. Тоа е за мене симптоматично и од аспект на тоа што самиот председател на СДСМ Венко Филипче и вие што го поставивте прашањето на што алудира дека ќе даде поддршка на поширок круг на кандидатури, веројатно ќе се оди на некое си решение, како што каже и соговорникот Хасановиќ, да им се понуди на одредени категории на граѓани кои не се членови на СДСМ, но се условно кажано блиски до таа социјалдемократска или лева. Сметате дека тоа ќе бидат независни кандидати кои што ќе бидат може би да бидат, најголем број? веројатно, може да бидат од типот на така наречени независни кандидати кои не се дел од раководството, од структурите, па и формално правно може и не се членови на СДСМ како политичка партија, но ќе бидат представени во јавноста дека се блиски до социјалдемократската идеја и дека СДСМ би дала поддршка, односно од типот на актуелната градоначалничка на град Скопје, која пред 4 години знаеме дека беше најавена како независна кандидатка за градоначалник на град Скопје, поднесе независна кандидатура, но беше условно кажано и формално правно поддржано тогаш најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМН, формално правно беше представена во јавноста дека не е член на таа политичка партија. Слично нешто и Трифун Костовски во 2005 година, а тогашниот актуелен градоначалник на град Скопје беше представен како независен градоначалник. Може таа условно кажано политичка формула СДСМ да употреби во одредени поголеми општински центри или поголеми градови во Македонија, доколку смета дека тие условно кажано независни кандидати за градоначалници би донеле глас повеќе од, да речам, ростерот на социјалдемократската база на гласови, сметајќи дека на тој начин тие лица може да придонесат да го зголемат потенцијалот на гласачкиот базен на СДСМ во ситуација во која и анкетите, па и расположението на терен, оваа политичка партија става, да речем, во една понезавидна политичка ситуација во однос на ВМРО-ДПМН. Не сакам да навлегувам во шпекулациите на политичките партии или во однос на изјавите на премиерот од пред неколку дена дека СДСМ нели ќе освои 0 градоначалници и дека после локалните избори ќе исчезне, но реално е факт дека апсолутно се смета дека ВМРО-ДПМН е многу поголем фаворит на овие локални избори, а дека СДСМ е политичка партија која треба да го консолидира своето гласачко тело после минатогодишните избори, кои ги изгуби катастрофално и на крајот на денот ова се првите избори на кои новоизбраниот, сега веќе не е ни новоизбран председател на СДСМ Венко Филипче, но после година и половина од неговото бирање за нов председател на СДСМ, за прв пат тој ќе се соочи како лидер на една од двете најголеми политички партии да ја води својата политичка партија на едни избори и ќе видиме каков резултат ќе постигне како лидер на таа политичка партија и дали тоа може да влие условно кажано врз
не неговото менување, односно некои внатре политички и внатре партиски турбуленции во самата политичка партија, ако на вистина па се случи тоа што ете премиерот, како што вели согласно анкетите, СДСМ освоила градоначалници, и дали тоа ќе значи да речеме политички бродолом за самата политичка партија или па за политичката иднина на самиот лидер на Венко Филипче. Едноставно давам хипотези како сето тоа може да се одвие околу политичката иднина и судбина на самиот лидер на СДСМ, и затоа велам, за мене е многу чудно што и толку доцна веќе се објави овие кандидатури, но еве видовме дека за неколку седмици ќе бидат објавени. Како што најави Филипче, ве рековте вие очекувате дека ќе има поддршка нели за кандидати кои што веројатно ќе доаѓаат и надвор од партијата. Очекувате ли дека токму една таква поддршка ќе биде дадена за кандидат за град Скопје од страна на СДСМ? Имавме таков случај лани, дали можеби на истаков чекор би се одлучиле и ВМРО ДПМН и на овие избори? Еве спомена и господинот Атанасовски, имаше некои изјави, предвидувања од страна на премиерот Мицкоски, од други високи функционери од ВМРО ДПМН, дека им предвидуваат дека ќе освојат можеби и 0 општини или максимумот би бил 3 општини, како што истакна поточно вице-премиерот Николовски. Можно ли е такво нешто според вас? Мислам дека тоа е многу макиавелистички, онака збориме сега дали одреден поединец ќе донесе нешто или нема да донесе нешто. Многу е битно као партија вие прво да имате програмски концепт за тоа што сакате да му понудите на градот, што е поразлично. Постојат многу работи кои што му не достигаат на град Скопје. Многу мина од нас кои што го сакаат овој град, го живеат овој град со секој атом од телото, не се задоволни од тоа како функционира нашиот град. Тоа е факт. Недостатокот на конструктивна критика е она што најмногу ќе го мори социјалдемократскиот. Од што ќе зависи, на кого ќе му ја дадат поддршката граѓаните, од што најмногу ќе зависи? Веројатно ќе има повеќе фактори. Па не сум нивен психолог за да знам кои се нивните психолошки мотиви моментално за тоа кого ќе поддржат. Меѓутоа апсолутен факт е дека нивното опозицијско делување на ниво на град Скопје е остава многу работи кои што не биле кажани, искажани, не биле конструктивно критикувани и не било понудена алтернатива. Значи не можете вие да искочите и да кажете ја ќе најдам сега пеницилин за овие проблеми преку еден човек. Еден човек не менува работи, менува тим, менува идеја, менува програм, менува концепт, менува истражување кое што веќе ти даде нели мерливи, конкретни цели кои што ќе им ги ветиш на граѓаните, ќе ги ставиш на агенда, ќе покажеш кои институции се надлежни да ги спроведат и на крај ќе ги спроведуваш. Тоа не се прави у рок од 2-3 месеци. Меѓутоа се уште е рано, бидејќи изборите се дури на есен, но она што недостига кај Социјалдемократскиот сојуз е таа некоја политичка вилга која што одамна не ја гледаме таму, која што е отсутна, која што недостасува, која што треба да биде некаква идеолошка мантра. Меѓутоа не е дека останатите партии се нешто подобри. Живееме во ера на натурална популарност. Тоа не се избори, тоа не е политика и тоа не е начин на кој што ние треба да изразуваме политичката волја. Имено и го споменавме Костадин Костадинов претходно, не затоа што Костадин Костадинов е фигура или не затоа што Костадин Костадинов е личност, меѓутоа за волја на вистината човекот барем се труди да си ја работи работата во рамките на своите надлежности. А тоа струмичани ќе кажат колку добро си ја работи или не, меѓутоа може да се види дека човекот нешто прави. И сега тоа не би можел да го кажам за Скопје и за организацијата на Социјалдемократскиот сојуз на нивото на градот. Така да тоа мене поише ме мори и ми ствара проблем да било што изанализирам отколку дали ќе биде некој независен, зависен или дали можеби самиот Филипче ќе истрче. Битен е програмскиот концепт кој што не достига или барем некој ишара да видиме на кај да работат. Добро, околу можноста, веројатноста околу тоа која партија колку општини би освоила, околу еве предвидувањава од страна на владеачката дека максимум 3 општини би можело да освојат социјалдемократите, како го коментирате тоа? Па нека излезат анкетите, ја одамна ги чекам тие анкети да видиме посебно на тоа фамозно прашање, ако има избори утре за кого би гласале и да ја видиме таа преубава бројка која што ми ја шпекулативно ја слушам дека огромен број на граѓаните велат ниту една партија. Тоа мене многу поише ме занимава тоа колку од тие партии ќе земат општини, да речеме, ако веќе зборуваме за анкети за јавно мнение. Добро, од друга страна пак еве СДСМ на пресконференции по оние нели предвидувања и оние изјави од ВМРО ДПМН и дека е можно, како што рековте вие, и да престане да постои партијата по локалните избори, дека е можно да не освојат ниту една општина, а велат пак дека владеачката ВМРО ДПМН е изгубила над 100.000 гласови. Можни ли се сепак некакви поголеми изненадувања на локалните избори на есен според вас? Вака ќе го формулирам одговорот. Мислам дека бидејќи станува збор за мнозински изборен модел,
Ќе ви напоменам неколку параметри од претходните локални избори каде што една политичка партија направила условно кажано политички џандар збира, тоа е Социјалдемократскиот сојуз во изборите 2017 кога освои 55 општини, а ВМРО-ДПМН 5, или ВМРО-ДПМН на локалните избори 2013 освои 57, а СДСМ само 4, со една разлика од 100.000 гласа. Сакам да кажам, пресликувајќи се на тој мнозински изборен модел, таа политичка партија која ќе направи разлика од 100.000 гласа, станува на еден вид апсолутен победник и тоа се пласира во јавноста дека граѓаните масовно е дале довербата за таа политичка партија, а во македонски услови 100.000 гласа разлика меѓу двете доминантни политички партии репрезентирано на парламентарни избори не изгледа толку страшно, ме разбирате. Од таа гледна точка мислам дека можно е да се случи на вистина, еве сега хипотетички да предпоставиме, бидејќи на минатогодишните парламентарни избори имавме огромна разлика меѓу победникот и губитникот. ВМРО-ДПМН и коалицијата околу ВМРО-ДПМН освои околу 430.000 гласа, СДСМ и коалицијата околу СДСМ околу 153.000 гласа, скоро 300.000 гласа. Мислам дека сега и во апсолутни бројки да се намали, да кажам, поддршката за ВМРО-ДПМН од 430 на 330 како што велат од СДСМ. СДСМ во дадениот момент мислам дека не е капацитетна, па од 153.000 да дојде до 300.000 и да се изедначи со бројката на, условно кажано, апсолутно намалувањето на поддршката на ВМРО-ДПМН, па да се изедначат, така што мислам дека мое предвидување, ќе видиме дали тоа ќе биде точно на изборите на есен, е дека ќе имаме апсолутен пат на гласовите кај доминантните политички партии. Тука алудирам на ВМРО-ДПМН, СДСМ, би реколи владеачката Влен, бидејќи Арбен Таравари излезе од таа коалиција и ќе одле гласови. Мислам дека ќе имаме намалување на гласот на гласовите на знам, бидејќи станува збор за владин коалициски партнер, секогаш тие што се во власта, особено помали политички партии, го трошат својот гласачки потенцијал, бидејќи граѓаните се разочаруваат ради одредени икс причини. Мислам дека ДУИ како политичка партија може да има стабилизирање на гласачкото тело или мал пат од 137.000, но да не биде толку значаен, и мислам дека левица ќе видиме како ќе се представи пред граѓаните, бидејќи сега таа се представува дека е, не знам, единствена опозицијска партија во парламентот. Може некои, да речам, гласачки структури кои гласале за СДСМ, сега не ја гледаат СДСМ како гласачка опозицијска партија да гласаат за левица, но горе-долу тоа ќе бидат контурите на представеноста во апсолутен број на гласови, што мислам дека при распределбата на мандатите ќе оди апсолутно во корис на ВМРО-ДПМН, бидејќи, како што кажав, да не се повторувам, мнозинскиот изборен модел е многу суров за политичките партии кои ги губат во број на гласови локалните избори, но ќе видиме, ова ви го велам, бидејќи ќе видиме драстично намалување на поддршката на сите политички партии или стагнирање, дури и намалување во однос на минатогодишните избори, и тука социолошки, не само политиколошки, треба да се постави прашањето дали веќе граѓаните тотално се разочарани од политичките партии, политичкиот систем и политичката понуда во Македонија, бидејќи ќе гласаат веројатно само строго оние што ги велат строго утврдени партиски јадра кои во изминативе 35 години без разлика на се гласале стрикно за ВМРО-ДПМН, за СДСМ, за ДУИ или за другите албански политички партии, но нема да гласаат оние гласачи кои ги викаат казнувачи, односно кои од избори на избори гласаат согласно политичката понуда. Огромен дел од тие гласачи мислам дека ќе абстинираат, бидејќи ќе бидат разочарани од политичката програма и понуда на политичките партии во Македонија, особено тоа ќе биде тригер и фактор X на станите. Само извини, Емир, сега ќе завршам. Тоа ќе биде тригер и фактор X од настаните, ужасно трагичните настани, би рекол најголемата македонска трагедија во поновата македонска историја од дискотеката Плюс во Кочани, која мислам дека ни покажа колку сме ужасно и катастрофално корумпирано општество, односно мислам дека после 35 години практикување на повеќе партиска демократија, кај нас како изборите да се преповторуваат во неподносливата леснотија на живењето, бидејќи јас во изминативе 20 години колку што активно пратам изборни циклуси, јас ги гледам
буквално истите преповторени ветувања од политичките партии без разлика дали станува збор за локални, парламентарни или претседателски избори, односно граѓаните како секој пат наново и наново да бидат манипулирани, лажени од своите политички елити дека ќе им се решат истите проблеми за кои им се ветувале пред 20 години, дека ќе им се ветат и решат, не знам, канализации, патишта, паркови во однос зборам на локалните избори, да не говорам сега за парламентарни. Мислам дека граѓаните веќе практикувајќи повеќе партиската демократија сватија дека едноставно политичките партии центри на мок ги манипулираат, верувајќи дека овој пат нема да бидат излажени, заради тоа мислам дека ќе имаме доста голема абстиненција. Добро, Хасановиќ, повелете доколку сакате околу можниот исход од локалните избори, некако сама се наметна темата околу локалните избори. Не зборуваме за исходи, една работа ми е многу Ајде, битна. повелете. Само да бидеме концизни во една, пошто има некои тези кои што сакам да ги пофаќам и да ги дискутираме. Една клучна теза дека луѓето се разочарани. Луѓето не се разочарани, него луѓето сватија колку е саат. Дека едноставно организацијата на политичко мнение во форма на партија, повеќе не е единствен и ефективен, односно најефективен начин да се изрази волјата на народот. Затоа што повеќе имате, кога го погледнете целиот изборен законник, начин на кој што функционира формирање на политичка партија, финансирање на политичка партија, повикување на одговорност, нели, собранието, сега не се навраќам на истата тема, како еден чисто де јуре орган, де факто тотално безкорисен. Значи изневерен е тој социјален договор. Граѓаните сакаат да учествуваат, очигледно чим овде функционира, значи си ја сакаат државата. Меѓутоа начинот на артикулација на тој, како да кажам, патриотски чин на гласање веќе има на неиграм. На неиграм со партиите, а не неќам нешто со државата. Ние имавме фантастичен одзив кога стана збори за сопорт Кочани. Имавме фантастичен одзив и за солидарност од граѓаните за Кочани. Имаме луѓе кои што навистина се живо заинтересирани да направат нешто и во подобрување на пристапувањето. Имавме пред некој ден иницијатива од независните советници кои што сака на еден друг, поинаков, малце покреативен начин да им дозволат на луѓето да ги артикулираат ако ништо друго, барем своите ставови на локално ниво, што мислам дека е многу природна работа во една демократија. Така да не би се сложил дека постои разочарување и дека постои некаква апатија, меѓутоа постои, мислам дека сите сме некако на штрек да видиме што сега понатака. Бидејќи сите знаеме дека постои проблем. Мислам дека конечно дојдовме до апсолвирање и дефиниција на проблемот и суштината на она што е проблемот на нашата, како да кажам, болна демократија моментално. А тоа како ќе се реши, на кој начин ќе се решава, мислам дека литмусот, односно комплетно печатот ќе биде ставен на локалните избори, а за понатака ќе видиме како ќе се кристализира. Очекувате дека ќе имаме повеќе независни градоначалници по овие локални избори? Бидејќи ве рековте не се битни веќе само партиите, или колкава ќе биде и можноста, нели, за тие да се кандидираат? Тоа ќе зависи доста од Социјалдемократскиот сојуз и на кој начин тие ќе се постават кон независните кандидати. Односно, значи добро, не мислев само како подршка од СДСМ, само туку независни кандидати кои што доаѓаат од невладините организации, од граѓанските здруженија. Па јас знам за тројца четворица, имаме шанса за центар, имаме Габриела Илиевска во Битола, го имаме Зелен Хуман град, независни за Карпош. Независни за Карпош, значи има неколку, како да кажам, кои што успеале да застанат на нозе како независни, го имаме и независниот советник кој што сега веде градоначалник у Кочани, така да постојат некои џепови на таа идеја, меѓутоа мислам дека никој, многу ретко барем од тие со кои што јас комуницирам, кои што јас ги гледам како некакви капацитетни луѓе да направат нешто, немаат расположение да учествуваат во нешто што нив би ги етикетирало како дел од политички структури, од прости причини што самиот граѓанин кој што би бил гласач не мислам дека некој кој што би се приклопил на партија моментално може да допринесе на кредибилитет. Напротив, луѓето веќе велат јас ќе изгубам од кредибилитет доколку се асоцирам со политичка партија. Тука е таа, како да кажам, catch-22, особено за Социјалдемократскиот сојуз, да примам и некој кој што би можел, како да речам, донесе кредибилитет. Едноставно, концептот политичка партија е веќе малце поогаден од колку што јас дури очекував со Кочани. Тоа е резултат на, мислам дека највеќе на менаџирањето на кризата после Кочани од страна на сите политички партии, па дури и оние кои што се малце по-нови, кои што ги спомнавме претходно. Така, добро, ајде пред да се префрлиме на теми од надворешната политика, бидејќи како што реков, таков беше сплетот на околностите, па се наметна темата околу локалните избори. Ајде само и околу коалициите во албанскиот блок, односно еве денеска села Таравари и Ахмети објавија дека постигнале договор за заеднички настап на локалните избори, ќе биде формализиран, нели, како што рекоа, следните денови. Меѓутоа, како го коментирате вие тоа и што ќе донесе еве учеството на Таравари, односно приклонувањето на Таравари кон коалицијата на Ахмети, или што би рекла јас, одсудница во заедничка коалиција, седнаа села и Таравари кои до вчера беа
односно се препукуваа и околу партијата, околу печатот на партијата. Што може да очекуваме од една таква коалиција и ќе земе ли гласови од владеачката вреда? Да, не би ме изненадило ништо, бидејќи ние имаме ситуација на условно кажано коалициско спојување меѓу Билал Касам и Африм Гаши, кои порано беа политички крвни непријатели, односно Африм Гаши се отцепи од таа партија. Исто така на тој начин се распадна под наводници на две алијанси судирот меѓу Зијадин Сели и Арбен Таравари. Тоа е доказ дека примарниот интерес да се освои или да се остане на власт е многу повеќе од тоа што вие во политиката негувате некои принципи, така што од тој аспект ниту е ново, ниту е нешто невидено на македонската политичка сцена коалицирањето на Зијадин Сели и Арбен Таравари. Тоа е чист, прагматичен политички интерес на сите тие политички лидери да се усојузат во дадениот политички момент и да настапат на заеднички на локалните избори, сметајќи дека концентрацијата на куп на сите гласови би им донела, да кажам, поголема шанса за освојување на градоначалнички места. Што веќе Ќе им донесе ли поголема шанса според? Ќе видиме. Секогаш во изминативе неколку седмици, месеци кога станува збор за локалните избори, велев дека во така наречениот условно кажано албански политички блок или дел во Македонија ќе бидат многу поинтересни да се следат резултатите, па дури политичката битка од аспект дека тригерот беше излегувањето на Арбен Таравари и префрлувањето во спротивниот опозицијски табор. Точно, ќе видиме дали ќе биде додадена вредност. Не можем да шпекулирам, бидејќи станува збор за многу чувствителна, како да кажам, статистичка комбинаторика, дали сите гласови на Арбен Таравари би се одлеале на контото на Зијадин Сели и Али Ахмети, бидејќи станува збор за гласачи кои беа против дуи, условно кажано, гласовите на Арбен Таравари. Е многу тешко вие во таква коалиција создадена од повеќе политички партии да измерите тежината на самиот Арбен Таравари, но гледаме едноставно групирање во два фронта. Тоа е фронтот околу Али Ахмети, Зијадин Сели и Арбен Таравари, веројатно и некои други политички партии од други етнички заедници, и останува, да речем, коалицијата навлена од преостанатите три политички партии. Веројатно може да биде недодадена вредност, туку голем фактор, да речам, клучен фактор на одлучување дали Влен како коалицијски партнер на владеачката ВМРО-ДПМН ќе добие поддршка во првиот круг во општини кои се етнички хетерогени од типот на општина Чаир, која дава етнички градоначалник албанец, но ВМРО-ДПМН како гласачко тело има неколку илјади гласови во општина Тетово, во општина Гостивар, во така, имаше некои такви најави дека ВМРО-ДПМН ќе даде поддршка уште во првиот круг, меѓутоа да нема дефинирано каде ќе биде. Логично би било во општините каде што се етнички хетерогени со мешан состав на населението, каде што ВМРО-ДПМН има традиционално гласачко тело во тие општини, и јавно председателот на ВМРО-ДПМН е воедно и премиер да ги повика членовите гласачкото тело на во тие општини да го дадат својот глас на коалицијскиот партнер Влен, за да му помогне да биде конкурентен во однос на противникот предводен од Али Ахмети, Села и Таравари. Затоа велам, во тие општини како Чаир, Тетово, Гостивар и Струга, може би Влен би биле конкурентни со поддршката на ВМРО-ДПМН, но мислам дека во општини каде што имаме исклучиво етничка албанска доминација на населението, типот на Сарај, Арачиново, Липково и општините во Тетовско-Гостиварскиот регион како Врапчиште, Теарци и Боговиње, тука ќе се види условно кажано судирот и битката во така наречениот етничко албански политички блок. Ќе видиме условно кажано чисто етничките албански гласови како ќе се прераспределат во судирот меѓу овие два веќе најавени етничко-албански коалицијски фронта, но пак ќе напоменам, за мене ќе биде многу поинтересно да ја следам како политиколог и политички аналитичар локалната битка за прераспределба на градоначалниците во така наречениот етничко-албански политички блок. Добро, Хасановиќ, ајде доколку сакате и вие, дали што ќе донесе приклучувањето на Таравари кон фронтот на Ахметиеве, така би го нарекла, ќе одземе ли дел од гласовите на Вреди според вас? Мислам дека тоа е дел само од една поголема стратегија на Демократската унија за интеграција, која што повеќе се бави со работи кои што нема толку врска со локалните теми и тематики. Туку повеќе е насочена кон целокупната положба на албанците во распределбата на власта и во водењето на
на државата, така да мислам дека тоа ќе го дефинира наративот, а каде ја би почекал малце да видиме Влен со какви кадри ќе излезе, да видиме кој, мислам дека Чајер ќе биде одлучувачки, кој ќе искочи од Дуи како шпицен кандидат, да речем, тоа е шпицниот кандидат, каде што Влени Дуи ќе ги одмера силите, па после може да разговараме. Сега мислам дека е многу рано, освен тоа дека наративот и амбиентот кој што ја дефинира албанската политичка сцена се теми кои што немаат многу врска со локалните проблеми. Така, ајде сега да се префрлиме малку и на теми од надворешната политика, односно на меѓународен план. Токму и она нели што беше и најактуелно и што требаше да ја започнеме оваа емисија, значи идната недела се очекуваат важни случувања, еве така би рекла, во врска и со евроинтеграциите на земјата, меѓутоа и околу односите Скопје-Софија, кои што во моментот верувам ќе се согласите и вие се влошени. А зборувам за гласањето, односно повторниот обид за да помине извештајот за напредокот на Македонија во АФЕТ и за НАТО самитот во Хаг, на кој што би требало и се очекува да има средба и помеѓу Силјановска и бугарскиот премиер Желјасков. Што може да очекуваме од тоа? Ајде прво околу средбава, бидејќи нема се уште потврден одговор од Софија, ќе има или ќе нема според вас таква средба и каков исход може да се очекува? Мислам дека пред локалните избори тешко дека може да очекуваме некое габаритно поместување, меѓутоа она што е симптоматично е што ние веќе доаѓаме до катарзата, но она што е нели еден генерацијски проблем на оваа гарнитура на политички умови и политички чинители, а тоа е недостаток на државништво. Значи ние одамна веќе немаме државници. Ја мислам дека по некој моје скромно мислење последните државници од нели кои што може да ги споредиш со некои светски лидери биле Киро Глигоров и Арвел Џафери. Толку. Без нели да преюдицирам дека никој друг ништо не постигнал, секој може да преземе нели дел од кредитот за некои мали микроуспеси кои што сме ги имале, меѓутоа сега да седнете да слушате некои тези кои што ги имаме, на пример, не зборувам дека тоа биле идеални луѓе. Меѓутоа тоа се нето позитивни луѓе кои што кога ќе видите нивната цела кариера, нивната цело откупно делување, тоа се нели државници. На било кој начин. И баш пред некој ден, кога беше баш на големото невреме, пиевме едно многу долго кафе со пријател, доста млад, како да кажам, познавач на албанските прилики, кој што ми даде еден добар цитат од Арвел Џафери. За тоа кога се вратил од редакцијата нели во Приштина, кога се вратил во Македонија, го прашуваат као зошто нели се вклучувате во политиката во Македонија, затоа што албанското прашање не смее да им биде оставено на случајните во политиката. Така да тоа мислам дека сега не мори сите, а тоа е дека многу долго случајните ги водат тие крупни државнички одлуки кои што доаѓаат до вакви некои пат ситуации сега. Ова е пат ситуација, дали ќе има состанок, нема да има состанок. Нашите локални прилики ги дефинираат нашите позиции, а меѓународните прилики ги дефинираат значи веќе јасно искажаните црвени линии и сега ние сме во една бестежинска состојба каде што ниту одиме напред, ниту одиме назад, уште сме посветени на тој пат. Токму затоа веројатно се иницираат и се одржуваат овие средби, бидејќи ако останеме така да не комуницираме и да нема никаков диалог меѓу двете земји, веројатно не можеме да очекуваме ни напредок. Сметате дека Силјановска не е доволно добар државник за едни преговори, еве така би ги нарекла. Државник е многу голем комплимент. Затоа треба да имате нели политичко досие кое што тоа го зборува. Претседателката те го креира своето. Ја би сакал да видам уште еден државник во мојата младост, меѓутоа скептик сум поради целокупните околности. Силјановска дали ќе направи нешто или не, мислам дека многу зависи малку од нејзините лични апетити, напори и очекувања. Повеќе зависи од тоа што сега имаме една баштина на неодговорно политичко делување и недостаток на консензус. Ние немаме консензус за овие работи. Немаме политички консензус и што е поважно, немаме општествен консензус затоа што ја водиме државата од погрешна призма и обидувајќи се да реплицираме некои модели кои што не се апликабилни и може да се применат кај нас. Ние сме мала држава и тоа мора да го апсолвираме и мора да ги користиме приликите кога се покажуваат. Еве гледате, сега светот комплетно се промени од тоа кога го имавме целата меѓународна заедница за нашиот грб. Сега сме, не би рекол дека сме во таква позиција.